Почитувани сограѓани, како што можете и самите да видите, наскоро Прилеп ќе ја добие првата фабрика за секундарна селекција на отпад во Македонија. Фабриката се гради во близина на депонијата Алинци. Со ова инвестиција одиме кон крајно решавање на проблемот со отпад, кој за сега не успеале да го решат другите градови во Република Македонија, меѓутоа и многу понапредни држави од нас. Претходно во 2013 година беше набавена и линијата за секундарна селекција на отпадот. Вкупната инвестиција во делот на градба и машинскиот дел само за ова фабрика ќе изнесува 60 милиони денари или околу милион евра. Средствата се обезбедени од јавното комунално претпријатие Комуналец и од општина Прилеп. Во првата фаза во оваа фабрика се планира да се вработат 100 лица со можност за проширување на комплексот до 200 вработувања. Значи 200 семејства ќе екзистираат токму од оваа фабрика од нашиот град. Од овој месец ќе започнеме со реализација на проектот компостара вреден 10 милиони денари. Компостарата ќе се гради со неповратни средства од европските фондови од програмата за меѓугранична соработка, кои што средства се обезбедени во минатиот период. Реализацијата на овој проект треба да финишира во октомври 2019 година, а во компостарата ќе се преработува органски отпад и ќе се произведува компост. Ќе инвестираме и во дробилка за градежен шут, која преработка би се користела за тампонирање на локални и колски патишта понатаму, што значи од една страна ќе решиме проблемот со шутот во околината на Прилеп, кој го прават несовесни граѓани, а од друга страна со тој материјал ќе овозможиме полските и колски патишта да бидат послани со овој материјал кој ќе се добие од дробилката, со што ќе се олесни пристапот до нивите и парцелите на земјоделците. Со сето ова ќе се добие нулта отпад во Прилеп, односно Прилеп нема повеќе да има ѓубре. Се планира со линијата за секундарна селекција, компостарата, дробилката и другите вакви инвестиции. Целата депонија да биде преработена и да се изврши нејзино рекултивирање за 5 до 6 години. Ова само по себе ќе значи дека за 5-6 години Прилеп нема повеќе да има депонија. Од 2008 година Прилеп започна со проектот примарна селекција на отпад и до крајот на 2018 година се планира истиот и да заврши. Со овој проект досега кај домаќинствата се поделени над 20.000 нови корпи за селекција на отпадот, инвестиција од 23 милиони денари, средства од јавното комунално претпријатие Комуналец и од општина Прилеп. Исто до 2018 година вкупната бројка на поставени контейнери за селекција ќе достигне 1300 на ниво на општина Прилеп. Наредната недела ќе се започне со поделување на нови 1000 корпи за селекција на отпад во населбата Тризла 2. Во 2018 година Прилеп ќе биде единствениот град на Балканот кој 100% ќе има завршено примарната селекција на отпад. Исто така започнуваме и со еден друг проект во делот на правилно третирање и управување со отпадот или со поставување на подземни контейнери. И со овој проект сме помеѓу првите градови во Македонија. Вакви контейнери веќе беа поставени во градскиот пазар. Подземни контейнери ќе поставиме и во централното градско подрачје, во близина на градскиот сад, во близина на двете катни гаражи, позади бизнис центарот, во близина на Центарот за култура Марко Цепенков и кај основното училиште Кочо Рацин, позади новата општинска зграда, наспроти зграда Македонија кај паркингот и на други централни локации. Со поставувањето на овие контейнери под површината на земјата се решава проблемот со екологијата, а ќе се подобри и визуелниот изглед на градот. Градот ќе добие современ и европски лик и ќе се запазат сите стандарди за заштита на животната средина. Затоа, почитувани сограѓани, гласајте за број 13, за Прилеп и понатаму како и досега да биде најеколошкиот и најчистиот град во Република Македонија.